Вчера граѓаните на Штип уште еднаш покажаа дека не го поддржуваат Зоран Заев и неговите штетни политики. Вчера Штип не даде поддршка за штетниот капитулантски договор со Грција, со кој значи бришење на Република Македонија, бришење на македонскиот идентитет, македонската култура и историја. Граѓаните на Штип вчера јасно му ставија на знање на Заев дека не поддржуваат менување на устав и дека срамниот договор на Заев е капитулација каква што не прифатил ниту еден политичар до сега. Вчера Штип уште еднаш покажа дека има државнотворен капацитет да процени кој политичар работи против интересите на граѓаните и државата. Синоќа штипјани не излегува да дадат поддршка на Заев и неговата срамна политика, па затоа СДСМ беа принудени да носат членови од други градови. Пораката е јасна. Граѓаните на Штип никогаш нема да прифатат ниту да поддржат распродавање на националните интереси се со цел прикривање на криминалот во кој се впуштени Заев и неговите соработници. Штип не поддржува криминални тендери и злоупотреби на народните пари. Граѓаните не даваат поддршка на политичари кои го лажат и го делат народот. Интерес на сите граѓани е просперитетна и економски силна Македонија. Но тоа не може да го направи Заев, на кој тендерите за блиските соработници му се поважни од иднината на државата. Раководството на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Штип со денешната пресконференција покажува дека не ги препознава потребите и определбите на граѓаните. Најверојатно фокусот на барањето амнестија за некогашните криминални раководни структури ги спречило да забележат дека синоќа штипскиот плоштад Слобода беше преполн со подржувачи на македонско-грчкиот договор, кој гарантира безбедна и стабилна иднина во нашата држава, интегрирана во најмоќните структури во светот. Раководството на ВМРО ДПМН нема јасен став, што е штетно за државата, а својата безидејност и избегнување одговорност се обидуваат да ги сокријат зад неосновани настапи во јавност, како што беше денешната нивна пресконференција. Раководството на ВМРО ДПМН ги става своите лични тесни интереси пред државните и калкулира и се обидува да се спогоди за амнестија на своите довчерашни раководни лица. Граѓаните нека бидат спокојни. Амнестија нема да има, а правдата ќе биде во целост задоволена. А одговорните членови на ВМРО ДПМН, оние што им мислат добро на својата земја, на 30 септември ќе излезат и ќе гласат за референдум по сопствено убедување, затоа што знаат дека нивната партија ВМРО ДПМН цела деценија повикуваше на референдум за ова прашање. Одговорните членови на ВМРО ДПМН нема да дозволат и понатаму нивната партија да биде киднапирана од страна на криминални структури кои единствено се борат за амнестија на нивните криминали. Одговорните членови на ВМРО ДПМН препознаваат дека Македонија нема да има друга можност да постигне ваков или подобар договор во иднина.